Водата од градскиот водовод во Крушево е бактериолошки неисправна поради присуство на фекални бактерии и останува забраната за употреба. Сепак, досегашните епидемиолошки анкети не покажуваат последици по здравието на граѓаните, велат од Центарот за јавно здравје Прилеп. Крушевчани во меѓувреме се снаоѓаат, купуваат пакувана вода или полнат вода од извори. Велат дека во летниот период, кога Крушево е полно со туристи, секојдневието без безбедна вода е дополнително отежнато. Како се снаоѓате? Па купуваме вода за пиење, нормално флаширана, преваруваме вода и така според препораките кои ги добивме. Мислите брзо ќе се реши ова? Па не знам, се надеваме, оти треба и за перење, и за мијање, и за се, за готвење. Сме само за мијање садови, ето, и за перење. Машина се знае нормално. А за пиење како за се снаоѓате? Од таму седми полни во шишиња, од таа ловачката, таа истечна вода е природна е таа. Тешко е вака без вода? Тешко е, тешко. Кога ми сега во овој случај со туристи, со ова, со нас, со се. Причина за ваквата состојба е затајување на системот за хлорирање, предизвикан од прекин на електричната енергија, соопштија од ЈП Комуна Крушево. Директорот на предпријатието и градоначалникот денеска беа службено отсутни, а од општинската администрација велат дека состојбата будно се следи. Редовно се врши хлорирање и секојдневно се контролира нивото на хлор. Посочуваат дека проблемите со водоснабдувањето во Крушево траат со децении и апелираат медиумите дополнително да не го вознемируваат населението. Надлежните во Крушево уверуваат, нема место за паника. Надминат е проблемот со системот за хлорирање, но препораките остануваат. Додека лабораториски не се потврди дека водата е исправна, крушевчани ќе се снаоѓаат со пакувана вода за пиење. Од Центарот за јавно здравје Прилеп велат дека секојдневно го следат квалитетот на водата во Крушево. Во моментот, состојбата, значи со официјално завршените резултати, земени примероци на вода во понеделникот, вчерашните резултати, вчера излегоа во четврток на 23-ти, значи водата е бактериолошки неисправна и има отсуство на резидуален хлор. Одма да кажам, да повторам дека претходниот ден веќе беше забранета водата. Не ги чекавме да излезат резултатите. Забранета беше од страна на Агенција за храна, а од нас беше издадено соопштение. Водата не смее да се пие, не смее да се користи за перење, миење, не смее да се користи за миење на садови. Исклучиво само како техничка вода. Никако поинаку не смее да се користи. Кога речеме техничка вода, значи техничка вода за во канализација во Казанчи Шоја. За да бидат укинати препораките, потребно е да се добијат 3 последователни и исправни лабораториски резултати. Анализите се во тек, а се очекува на почетокот на следната недела да се знае дали крушевчани повторно ќе можат безбедно да ја користат водата од градскиот водовод.